Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Вчерашниот инцидент во Радовиш, каде што маж во живо на социјалната мрежа TikTok ја нападна својата бремена сопруга, повторно го отвори прашањето за ефикасноста на законските механизми за заштита од семејно насилство. Иако лицето е уапсено и против него ќе се превземат соодветни правни мерки, останува дилемата. Дали сегашните закони се доволни за да ги заштитат жртвите? Во моментов телесните повреди во контекст на семејно насилство се гонат по предлог на жртвата, што често доведува до повлекување на пријавите поради страв, притисок или едноставно жртвата нема каде да оди и не гледа излез. Претеничката група на Левица пред неколку месеци предложи измени на кривичниот законник, со кои се бара овие дела да се гонат по службена должност, со цел да се обезбеди независна интервенција од страна на државата и да се испрати јасна порака дека семејното насилство нема да се толерира. Сепак овие предлози се уште не се усвоени, оставајќи ги жртвите во ранлива позиција. Симптомот на системскиот неуспех како да е вгнезден во сите пори на општеството. Како реагираме на семејното насилство? Најчесто со молчење. Но молкот не е решение. Ако сте сведоци на семејно насилство, пријавете го. Ако сте жртва, барајте помош. Зошто социјалните мрежи често се првите што реагираат, а не институциите? Дали е време за итни законски промени кои ќе овозможат поефикасна заштита на жртвите на семејно насилство? Дали семејното насилство треба да се гони по службена должност? Ова се прашањата кои што денес црвена линија ви ги поставува, но кога сме веќе кај прашањата, најнапред да ве потсетам веднаш, доколку не следите на Инстаграм, заследите не. Кликнете на профилот на црвена линија секако и на Instagram Story, каде што ве прашуваме кого штитат законите. Имате две опции за одговор: под А насилникот или пак под Б жртвата. Кој е ваш одговор? Кликнете на тоа поле, а секако резултатите ќе ги пресметаме во проценти и соопштиме некаде пред крајот на ова издание. Истото ова можете да го сторите и на Инстаграм со заследување на профилот на Телма телевизија. На Инстаграм стори на Телма телевизија поставена е денешната анкета на црвена линија. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Симона Петровска, а потоа почнуваме со вас. На социјалната мрежа TikTok се појави видео како жена трпи насилство од својот партнер, но дали тој што тепа жена ќе одговара. По вознемирувачката снимка, а по пријава на мајката на жртвата, 35-годишникот од Радовиш бил приведен, па пуштен на слобода, поради тоа што жената не сакала да го пријави. Во разговор со полицијата изјавила дека видеото од јули 2024 година, а незината мајка го објавила без нејзина согласност. Бил извршен службен разговор и со нападнатата жена во присуство на социјален работник од јавна установа меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш, при што таа кажала дека видеозаписот е од јули 2024 година. Бидејќи во конкретниот случај постои сомнение за сторено кривично дело телесна повреда по член 130 став 2 во врска со став 1 од кривичниот закон, каде во став 5 од истиот член стои дека гонењето се презема по поднесување на предлог за гонење, од жртвата било изјавено дека не сака да поднесе предлог и дека видеото било доставено од незината мајка. Ги побаравме Центарот за социјална работа Радовиш за да добиеме став од социјалниот работник, но никој не креваше на нашите телефонски повици. Превенција и оснажнување на жртвите во однос на заштита, кога вакво нешто им се случило, побараа од Хелсиншкиот комитет. Мора да истакнеме дека кога зборуваме сега за објавување на видеото е објавено на социјалната мрежа TikTok Live. Дали било од сега или од пред некој месец, сметам дека е целосно нерелевантно. Според нашите информации, жртвата живее со насилникот скоро една година, да постојано трпи насилство и заканем во однос на незиниот живот, животот на незините блиски, како и животот на луѓето кои што ја обкружуваат. Дали жртвата се согласила во смисла да се гони или не, мора институциите и ние да не осудуваме.
Со оглед на тоа што жената не сакала да го пријави 35 годишникот, тој не може да сноси одговорност. Па затоа Хелсиншки апелира обвинителството да искористи друго кривично дело се со цел да се заштити жртвата. Не секоја жртва е доволно храбра да се спротивстави на тоа што се случува, во смисла на тоа да пријави, да се согласи да се гони, мајки во предвид дека некои од кривичните дела, вклучувајќи и телесна повреда, се гони по предлог. Од тука би сугерирала и би предложила да и основното јавно обвинителство размисли за користење на некое друго кривично дело, се дека не постојат измени во законите да може да и кривични дела за семејно насилство се гонат по службена должност, да искористи некое друго кривично дело кое што се гони по службена должност со цел да ја заштитиме жртвата во конкретниот случај. Дел од прашањата заврши и на адреса кај струмичката полиција. Дали овој насилник кој стана неславен на социјалните мрежи и претходно бил пријавуван или санкциониран од локалната полиција и дали некогаш бил гонет за други кривични дела. А по прилогот на Симона Петровска продолжуваме со вас. Оно што е исклучително важно технички аспект по вртењето на телефонскиот број 02307 0005. Ве замолувам целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Се со цел подобро да се слушнеме и секако минутите, односно секундите предвидени за едно јавување да не се трошат во однос на тоа колку се слушаме. Ете, тоа е исклучително важно во однос на техничкиот аспект. А секако и ќе ве замолам да се почитува етиката на црвена линија. А тоа значи во излагањето на вашите одговори и ставови да не се користат вулгарности, цости и секако не говор кој што алудира на насилство и на омраза. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, дали законските празнини ги оставаат жртвите незаштитени според вас? Да. А тој што прави тие работи треба да се осуди. Тоа се гледаше и на телевизијава. Имат разни луѓе. И јас знам такви луѓе и во село наше имаше такви. Па еве, како се реагира во однос на појавата семејно насилство? Реагираат ли мештаните кога се случува? Го пријавуваат ли тоа? Аме некој ако го види ќе пријават, ама имат разни случаи. А државата треба не во затвор да го фајде. Зашто и куче не сме да удриш, не жена. Тоа е забрането. Тоа е некултура од човекот. Таму била жена. И каква да била, таква жена му била. И затоа треба тој затвор да биде. Според вас, еве, кого штитат законите, насилникот или жртвата? Ако му даеш пари, овие ќе штитат не жртвата, туку насилникот. Само да му даеш пари на адвокатот. Затоа се адвокатите, за земање на пари, не за вистина. И за џабе да полага на испит. Тие се само за пари, а не за вистината. Поздрав од Биџево. Поздрав и до сите од Биџево кои што не гледаат. Благодарам за вашето вклучување. Вие бевте и првиот гледач со кој што го почнуваме ово издание на Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Повелете во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Големо благодарам. Ова тема, искрено да ви кажам, затоа што јас 30 годишен вработен во МВР, многу ми е кристализирано позната. Тука институциите треба да преземат мерки. Прво, кај нас во МВР има специализиран сектор за семејно насилство. Сите тие работи треба да се пријавуваат од Центар за социјални работи до МВР. МВР по службена должност сакала таа господјата да го пријави или не сакала, треба да преземи чекори, затоа што тоа е со закон пропишано, не е без закон. Затоа јас ќе ги повикувам МВР и како што прави јавното видео по допрен глас, и тие тоа да го прават, без разлика, затоа што, искрено да ви кажам,
Имам во моето работен век, ако не ги преземеме конкретните чекори на време, после се случува убиства. Затоа, јас ќе ги повикам и МВР, и Центар за грижи, и Министерство за труд, социјална политика, да превземат на време мерки за да не се дешаваат вакви незгодни работи. Ви благодарам многу. Големо благодарам и вам, еве, што споделивте с вашето работно искуство, со што сте се соочувале и како гледате на она за што зборуваме денес. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија. Слушаме. Да, повелете. Видете, насилството не може да се измери и не може да се докажи. Пример. Пијан човек ќе дојде дома, ќе тепа жената, 300 чуда ќе прави. Она не сака да го пријави. Ќе ќути, ќе трпи. Зошто? Да не го растури бракот. Има различити случаи. Има опореметени се, има и болни луѓе. Не знае што прави. Што ќе му прави на то? А има жени, па и тие вршат насилство. Зависи како ќе го начека мажот, ќе си прави насилство. Помоćно е. Тука, како да кажам, цивилизацијата е заостаната назад. Цивилизацијски, пред да влага во брак, треба да се испитат многу добро. Дали може да функционираат тие двајца или не? Еве, според вас, како општество, како реагираме на семејното насилство, еве и како граѓани? Ние како граѓани пасивно гледаме и малце сејрци гледаме. Не реагираме. Власта како власт треба да реагира. И сега, зависи кога и каде и како да реагира. Може да му речи, што ти е тебе гајле, што правиме ние, може се караме да разправаме. И власта може да не прифатат насилниците. Тука нема. Благодарам за учеството. Ни подсетувам, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Неминовно да ве подсетам некаде на почетоков на црвена линија, сега ко учество во оваа дискусија можете да направите и преку пишување, коментари и споделување, сето тоа во рамките на социјалните медиуми, поточно Facebook, каде што црвена линија има свој профил, за следете не. И еве, објавена е темата за која што денес зборуваме во живо токму и со сите вас кои што се јавувате на нашиот број. Дали законските празнини ги оставаат жртвите незаштитени? Така да пишувајте коментари, еве веќе ги имаме и првите, ќе ги читаме некаде меѓу вклучување на гледачите. Продолжуваме со вклучување во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Јас би сакала, ова не е семејно насилство, ама насилство врз човек кој работел честно и поштено кај газда и кој го удри и доби потрес на мозок за своји пари, 10 тури му направи, ни една тура, една му само плати, отиде да си побера со син ми и го удри јако во главата и доби потрес на мозок и дојде до инвалидска количка. Центарот за движење му се поремети и доби 300 болести и на крај почина. Он доби на суд и сега судот Туше Гошев не бранеше, тој е еден лопов, невиден, изгледа го потплати него. Само немојте навредливи зборови, колку и да е голем гневот и болка. Гошев беше министер за правда, он не е за правда, него за неправда. И он доби на суд и сега, пошто почина, Душичка е една година и сега нема право на повисоките места се, како се викаше тој суд, не основен суд, него сега, што се нервирам, не можам да кажам, и ги потплати сите судии тамо и Туша Гошев го потплати и изгуби случај дека починал, нема право да ги земем јас како наследник тие пари, а он му дужи не знам колку, не знам. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Жал ни е за болката која што ја чувствувате и останува секако
да побарам од останатите гледачи да дадеме конкретно и одговор на насилството кое што навистина мораме да признаеме го имаме во сите сегменти, но она што застрашува е што е зголемено во рамките на семејството. Така да и како граѓани според вас како реагираме на семејното насилство? Дали е тоа повеќе со молчење, негирање или како што рече еден од гледачите повеќе сер фаќање, но како и да е, се повеќе сме сведоци на семејно насилство и дали сметате дека е време за итни законски промени кои ќе овозможат поефикасна заштита на жртвите на семејното насилство? Добар ден. Здраво. Здраво. Јас сум? Да, се слушаме, повелете. Добро. Види вака, си гледала фудбалска утакмица, нели? Добро. Еден жолт картон, па уште еден добива и црвен картон автоматски следи. Значи, ајде надвор од утакмица фудбалерот. Сега, исто така треба да се воведи таа промена. Значи, у правосудството, каде што полицијата треба да интервенира. Колку и да жртвата нечи да пријавува, да го пријават за реметење јавен ред и мир. И да си плати таму обштета на државата, уште едно јавно реметење на редот и мирот, втор, значи жут картон и црвен добива автоматски по автоматизам или у шутка или у едризово кај сакаат, таму нека го сместат едно пола година у ладовина, нека биде и да видиш како тоа ќе се среди. Иначе другаче не се реша. Иначе ќе кажам, пратеничката од Левица Јована Мојсовска даде амандман пред неколку месеци баш за ова семејно насилство, ама не беше прифатено нити од ДПН, нити од СДС, нити од ДУИ, нити од ЗНАМ, нити од ВЛЕМ, нити од никого. Значи, едина партија која што се залагала за овие вакви работи била Левица. Ви кажал една друга работа, има и женско насилие од страна на сопругата, да речеме, али многу по-често е зачестено поради физичката способност. Така, благодарам за одговорите. Подсетувам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди за едно јавување, но и ве охрабрувам доколку сметате дека ви се малку 90 секунди, слободно завртете го нашиот број повторно. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Нема што да кажувам за ова, неќем да коментирам многу работи, само предходната слушателка што беше жената, требаше да оставите да се доискажи, да го земе и моето и на некој друг времето, пошто таа, значи, изгорена мајка е, требаше да се изнакажи се што треба и да се преземат соодветни мерки против сторителот. Само толку имам да кажам. Благодарам многу и пријатно. Благодарам за укажаното, но знаете како се држиме до правила и сега кога ги имаме во предвид и останатите гледачи, кои што секако може би и ќе ни замерат ако им го одземеме предвиденото време. А јас секако се охрабрувам и во името на редакцијата на Црвена линија ја подсетувам дека секако може повторно да се заврти нашиот број и отворени сме во текот на ова издание да ја слушнеме повторно со нови 90 секунди. Тоа е решението во однос на тоа како би траеле излагањата подолго. Ке подсетам дека нашата тема редовно, односно не само ова, туку и секоја една за која што зборуваме со вас, почитувани, ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Заследите го и овој профил, земете активно учество, се разбере и тука преку коментари и споделувања. Ајде одиме со уште еден гледач или можеби гледачка, па потоа веќе ќе почнеме и со читање на коментарите кои што се пристигнати. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. На телефон е Зорица, супругата на Аци. На жртвата. На жртвата. Вие сте жртвата? Ја не сум на тоа видео, ниту сум малтретирана, ниту сум тепана. Тоа го имам на секаде кажано. Значи, воа видено е пуштено од поранешна девојка на мојот сопруг. Верче Георгиева го има препратено на мајка ми, Валентина Јовановска, и она го има тоа испратено у полиција.
Значи, ја негирам дека сум жртва на насилство. Јас сум со мајка му и сум си моментално у Радовиш и ја не си одам од вај стан. Ма што сака нека биде. А како го објаснувате насилството на кој што беа сведоци, некој што го видоа на социјалните медиуми? Кон кого е тоа насилство? Кој има сведок и дек има жена дек се удара? Кој има сведок? Тоа е жално што му го прават, али има институции ќе си одговараа и Валентина и Верче. Според вас кој тоа му го направи, еве да се појави тоа видео на TikTok? Мојата мајка го има пријавено видеото во Струмица. Од Струмица е преземено у Радовишката полиција. Значи ја бех на распит заедно со мојот сопруг Александар, водена на лекар, значи немам ни повреди, ни ништо по мене. Имам одено и во јавното обвинителство, обвинителката ме викна. И таму истата изјава, и у социјалното истата изјава. Сегде истата изјава даде. Според вас генерално како реагираме како општество на семејно насилство? Да, треба вие да си реагирате и граѓаните се револтирани. Нормално они не ме познаваат мене, не ме знаат мене, нормално дека така ќе реагираат, али воа што го прават не е убаво и што ставаат слики од мене и од моите деца. За тоа некој ќе одговара. Кажете ми вие дали ги оправдувате што има слика. Кажете ми тоа насилство кон кого беше упатено на видеото? За во видео ја ништо не знам. Не знам, немам појма, таа Верче Георгиева, она барате со тај профил е нени на TikTok. Дали е вашиот сопруг на тоа видео? Да, он е на тоа видео. Како ви објасни тој кон кого е насочено тоа насилство? Тоа видео неам појма како е, а има и други видеа што се излезени. Не е само тоа видео. Ваа Верче пробува и Валентина на секи можен начин да ме скараа со Аце, за да ја да абортирам, ама нема да абортирам, ако е се уред, ја ќе си го родам тоа детенце и со радост ќе си го чувам. Заедно со Александар, ако дае Господ. Само е греота државата што прави и што сум вознемирена и цело време по полиција, по социјално да се влечам. Дали вас лично ве вознемири насилството кое што го видовте на видеото од страна на вашиот сопруг? Па нормално. Ама видеото може и да е монтирано. Има ли доказ? Има ли жената на сликата која? Нема жена. Се слушаа гласови, некои кажуваат дека има деца во позадина. Има свашта коментари. Добро. Значи ја не сум жртва. Сега си жртва. Сега моментално сум жртва, да. Жртва од новинари, од секакви што објавува разни глупости, а најголема жртва сум од мојата родена мајка, што ме е родила, што сум и едно дете. Па воа ни најврлиот душмани не го прави на неговото дете. Како сакате, така ме станете. Благодарам што се јавивте во Црвена линија. Продолжуваме понатаму, имавте можност да слушнете директно и драго ми е што еве токму и сопругата на која што еве имаше можност и со цел ја оставивме подолго од предвиденото, имаше и зошто, бидејќи сепак ова беше можност сите вие еве од прва рака да речеме да ја слушнеме сопругата која што можевте да видите што изнесе. Но неминовно е да подсетиме дека јавноста целосно беше вознемирена во однос на насилството кое што го виде. Согласно на тоа, дали сметате дека можеби институциите се оние кои што први треба да реагираат наместо следачите на социјалните медиуми од каде што безброј работи први се дознаваат. Неминовно е да подсетиме дека, иако еве жртвата вели дека не е жртва, сепак имаме огромен број на жртви во рамки на семејното насилство
И дали сметате дека е време за конските празнини сушност да се пополнат онака со што жртвите секако ќе бидат заштитени, бидејќи неретко и жртвите знаат да го премолчат насилството, се разбира да го сочуваат својот дом, онако што најчесто се упатувани во однос од страна на традицијата и семејството, но и стравот. Така да продолжуваме понатаму со црвена линија и еве да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Тешко, неубаво, не е хумано било маж да биде силеđија спрема жена, било обратно, жена да биде силеđија спрема маж. Значи има многу примери, ама нашите институции не работат исправно. Ако има врски, жената е управо. Ако има врски, мажот е управо. Значи, кај нас нема правда, нема чувство на другиот како е повреден. Се слуша само едната страна. Значи, многу тешко у семејна расправија или у семејно насилство да влезе човек и да коментира. Тоа е многу тешко. Да гледаш и да видиш и да си присутен, да кажеш одма институциите му кажуваат, ами тој кажа, ве гледал. Како после тој ќе се осеќа? Како ќе му дојде тој на неговата врата или таа да се расправа? Значи, кај нас нема закон што требе исправно да се изведе тоа што е, дали е така или не. Значи, жената го напаѓа мажот дека е таков, ваков, наков, по сите институции кажува, по сите фирми. Благодарам за одговорите, учеството во црвена линија. Имавте досега оние кои што не следат од самиот почеток да ги слушнете и одговорите на сопругата всушност на која нели јавноста ја констатираше како жртва со оглед на видеото кое што се појави на социјалната мрежа TikTok и се јавноста на тој начин алармираше. Па еве, сметате ли пред се како општество дека реагираме правилно на семејното насилство? Дали ви се чини, еве по ова што го слушнавте, дека најчесто, како што рече и сопругата, според неа ова е лепено, монтирано, креирано видео? Дали реагираме соодветно и дали всушност според вас законските празнини, и се извинувам, ги оставаат жртвите незаштитени? Бидејќи неретко, како што рече еден од гледачите, зачестеното насилство најчесто завршува фатално, со убиство. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум во програма? Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Видете, јас сум сведок на семејно насилство, ствари и јас бев на семејно насилство. Сопругот ја напаѓа ќерка ми, конкретно да си кажам. Свекорот и свекрвата го гледа тоа. И не викнаа да си го земеме девојчето. Отидовме и јас бев нападната, само сопругот не беше нападнат, пошто тој беше болен. Ако верувате, поднесовме документи кај што треба. Поднесовме документи кај што треба и јас одев заедно со ќерка ми. Меѓутоа, тука кажав дека и јас бев нападната, ништо не се презема од страна на вработените. И сето се заврши така што свекор ми после беше сопругот мој почина. Јас си останав со последица и девојчето моје остана. Значи, законските прописи може ги има, сигурна сум, него вработените ги користат тие празнини за да заштитат некого. Благодарам што ја споделивте вашата лична приказна со гледачите и сушност со што сте се соочиле кога сте
пријавиле кај институциите. Токму поради тоа и постои црвена линија, драги мои. Денеска сакаме од вас да слушнеме еве пред се и како општество како реагираме на семејното насилство. Големи реакции сосема логично на насилство и треба да се реагира. Имаше во однос на објавата на социјалната мрежа TikTok, но ете сопругата се јави и нагласи дека таа воопшто не е жртва и дека всушност се виновни медиумите, нели, следачите на TikTok и сите оние кои што реагирале и всушност креирале приказна. Но факт е дека видовме насилство на кое што се разбира јавноста не остана имуна, туку се вознемири. Еве, дали сметате дека институциите реагираат соодветно, дали законските празнини всушност ги оставаат жртвите незаштитени и всушност еве како воопшто како општество реагираме на насилство, особено на семејно насилство. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега сум јас да речам. Да, повелете. Добар ден, здраво ти, добра? Добра, благодарам на прашање. Темава малце шокантна, али мора, и тоа е во општеството, па мора да се изјаснуваме. Јас се работи за една моја пријателка. Семејно насилство имаат во домот од синот. Имаат 2 сина, постариот син страшно ги малтретира. Чак ја тепа мајката и зборува највулгарни зборови што не доликуваат на едно дете од мајка која што го родила и одгаила, исчувала, и да се потака понаша, тоа е значи стварно за да не можеш да веруваш. Секаде била во неколку полициски станици. Ништо не прават, не превзимаат никакви мерки. Превзимаат мерки кои ќе се деси најлошото. А треба ли да дојде до најлошото па да се решава? Зашто не се решава однапред? Кога ќе пријави некој, не оди да пријави од Кейт, да каже дека има малтретирање од синот или од стајата, дали од ќерката или зетот или свекрвата, свекорот. Не го кажува дека има насилство, ја малтретира и со тепање и со вулгарни зборови секој ден од сабајлен додека легне да спие и ето и проблем. Благодарам за она што го споделивте со нас. Ве префрлам на Facebook. Сега кога пристигаат коментари, ќе почнеме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска, која што го напиша следново. И законските празнини, но би рекла и нашиот рацио и ментален склоп, како да заборавиме дека сме луѓе, а знаеме дека луѓето од другиот животински свет се разликуваме со тоа што поседуваме свест и совест. Но за жал тие човечки особини кај многумина длабоко потонале, па испливуваат на површина и се манифестираат како негативни постапки преку семејно насилство, педофилија, силувања, убиства, кражби и слично. Ме загрижува зошто некои од жртвите молчат или не ја кажуваат вистината. Од што и од кого повеќе се плашат, од насилникот или од законските мерки. Сметам дека треба да има итни законски измени за заштита на жртвите. А најстроги казни за насилниците, но претениците за вакви суптилни прашања по се изгледа немаат развоен сенс, освен за прашања со кои лично се засегнати. Еве, по трагедијата во Кочани, 2 седмици нема да се на работа. Така да во догледно време не очекувам законски измени. Поздрав Тина, поздрав и до вас и големо благодарам господја Цветанка за учеството преку коментар. Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Голема почит и до вас. Поштовање до сите слушатели, гледачи што се јавјам. Сега, кога се јави госпожата, кога ве демантира вас и сите новинари, значи ова тема во друг контекст ќе свртам јас малце. Нели демократија, имам право да кажам. А тоа што се индивидуални, кој има потреба, ќе се пријави во полиција. Законски празнини. Па нели има законски празнини 93-4 година, кога 200-300 работници се сврлени од фабриките, никој не одговараше. Дали има законски празнини 2001 година, конфликтот која беше кога само македонци отидоа во Хаг, Трчуловци, Борсковци. Нели има законски празнини во сите сегменти кои како стигне кради никој не одговара.
а последното не ми се спомнува, ме боли душата во Кочани што се случи. Тука не има законски празнини, што некој како сакал 12-13 години со помош на тие градоначалници земал дозволи, не земали како. Тоа не ли се законски празнини? Не ли сме ние жртви незаштитени од државата? Значи во овие 34 години има законски празнини во сите сегменти. А ова госпожата убаво демантира. Значи не сум тепана, новинарите... Дали според вас жртвата секогаш ја открива вистината, еве? И така, и така. И така, и така. Некој открива, некој не открива. Така, благодарам. Ке продолжиме и со коментарот на Васко Павловски, кој што напиша: Ке ве замолам да ја побарате жената која се јави околу 16 часот и 40 минути и да го истражите незиниот случај, наместо да ја прекинувате. Повеќе сакате да слушате приказни без врска, отколку да се посветите на истражувачко новинарство. Благодарам. Господине Васко, го цениме вашиот став и секако на што го споделивте, верувам и во живо, вклучени во Црвена линија. Секако Црвена линија, овој простор е време да ги слушнеме вашите одговори, меѓу другото и она што го сподели гледачката за кое што зборувате. Што значи дека јавноста веќе слушна и информирана за она што го кажа гледачката. Но во рамки на она што е предвидено за Црвена линија и како формат на емисија, истражувањето е токму на ваков начин, кога дознаваме за тоа што се случило преку вас. Така да благодарам за укажаното и секако не веруваме дека приказни без врска се приказни за насилство, особено семејно насилство, кое што неретко дури ни самата жртва не го признава, не го пријавува, а уште помалку сме сведоци на тоа дека голем дел и од граѓаните, нели соседите и оние кои што се сведоци знаат да премолчат. Како не би влегле нели во конфликт. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Големо благодарам, повелете. Вака, насилство, некој кажува, некој не. Се плаши, едноставно, еве јас. Се плашам ако кажам, ме тепале тука, од градата. А како и зашто? Затоа што две капки капнале, мене милиција ми викна. И како ја да кажам на некого кога утре јас сум сама? Незаштитена. Може и да ме утепа. Како ја ќе кажам тоа? И затоа мора да го трпам и да трпам и до крајот, додека сам жива, морам да трпам и ако на мене тутури ми прават, дојдоа исклучија струјата, на мене ми вика, дојди ти ја исклучи струјата, ти ќе ја направиш. Не викат, викни си човек од дистрибуција. Каков е тој начин? Какво е тоа поначање? Јас сама со социјаличка отидов, ги пуштив трите што за светење, а двете не можам да ги пуштам. Мала сум. И ја морам да викам човек за да ми направи. И на кого да идам да се жалам јас? Благодарам за јавувањето. Ке потсетиме Црвена линија денес прашува дали законските празнини ги оставаат жртвите незаштитени, како граѓани и општество, како реагираме на семејно насилство, дали остануваме неми, молчиме и еве според вас дали и семејното насилство треба да се гони по службена должност. И кого штитат законите според вас, насилникот или жртвата најчесто? Добар ден. Добар ден. Дали сум во програма? Да, секако ве слушаме, повелете. Да, вака, јас многу кратко и јасно ќе ви кажам, 6 години во полиција сум пријавувала, се криело во фиока. Од поранешната власт имаше некои малце поголеми луѓе што криеа пријавата. Во социјално, во суд, каде не, во сите телевизии се јавував јас да го кажам мојот проблем, каде не сум обратена, 6 години до ден денес ништо.
Како жртва на семејно насилство, така? Да. Зошто се криеле во филките пријавите според вас? Па затоа што една голема личност од Охридскиот суд имаше врски и така. Се знае кај нас како е. Како реагира еве луѓето околу вас, соседите, блиските, како реагираме според вас низ вашето искуство на семејно насилство? Не, никој не сака да се меша и тоа е. Ама најпоќе што боли ти во секоја немат институција од Охрид до Скопје, каде не сум појдена. Дали сте се обратиле до социјалните служби и оние кои што згрижуваат нели жртви? Кај Тодорова, таа Тодоровска од социјално во Скопје, џабе. Никој никого не сака да слушне, никој. Е така. Какви одговори добивате кога не сакаат да ве слушнат? Молим? Какви одговори ви даваат кога не сакаат да ве слушнат? Правилото се испочитува, навистина ми е жал што се соочувате долги години со насилство, но токму поради тоа е црвена линија. Еве, споделивте вашата состојба, односно вашето лично искуство. Продолжуваме понатаму, еве, охрабрувам гледачката се додека траеме, може повторно да го заврти нашиот број и секако повторно да се вклучи за да ја дослушаме. Добар ден. Добар ден, Тиче, јас се јавив, па ми завршија 30 секунди. 90. Да повторно се јавувам. За пријателката што ги малтретира синот постар, цела фамилија ја малтретира, секаде се обратила, никој ништо, никакви мерки не превзима. Добро, што и велат најчесто, еве, каков одговор добива кога пријавува насилство? Кога пријавува, ќе испрашат како е, што е и она ќе каже. Кога ќе ве нападне, тогаш имало некој следник што треба да му се јави и да појде он директно со полиција. И тоа го направила и ништо. Тој и доста пие. И секогаш нон-стоп е пијан. И сега мајкава не може да издржи од синот такво малтретирање. И само плаче, читам, ќе направам ова, ќе се удавам, ќе се убијам, ќе не знам нешто да си направам, да не живеам. Викам, немој така, не е тоа во ред. Мора да се презима мерки. Никој ништо тимче не презима мерки. И не знае жената никаде да се обрати, ништо да прави. И кога има така тежок проблем, ќе ми се јави, ќе ми каже, може само да ја кажам, дојди, избегај од дома, да не стане нешто. Кој ќе стане све е џаби и касно. Али она вика, не можем да оставам, мажот ми имаат стока, мора да подмири, и така да жената полудува од нервоза, дали од нервоза. Благодарам, еве, што посведочевте, всушност како сосед и пријателка, на какво семејно насилство сте сведок, бидејќи точно семејното насилство е низ секојдневното информирање, слушаме вести каде што во рамки на семејното насилство дури и родителите се почесто се жртви на сопствените деца, децата на родителите и се разбира брачни партнери кои што се во постојан конфликт или некој врз некого врши насилство. Како реагираме како општество на ваквите појави? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, ако сум јас на линија. Секако повелете. Многу слабо ве слушам, Тина. Одлично ве слушаме, продолжете. Види, Тина, се немам јавене на година и више. Меѓутоа, толку се нанервирав од исказот на жртвата. Фактички испадна како вие да намерно правите не за да ја спасите. Те гледа тука, по мојата струка за безбедност, сум го работела овие случаеви, дека не се е запретено да не сме да кажи дека има семејно насилство. И набедува други луѓе. А еве според вас, низ вашето искуство, бидејќи сте работеле во област безбедност, како општество, како граѓани, како реагираме прво на семејно насилство и воопшто на насилство? Многу слабо ве слушам. Како општество, како реагираме еве на насилство? Според вас? Да ви кажам, зависи од особата, која е особа што прави насилство, а инаку закон си има, си постои закон.
законот не го спроведуваат како што треба, кажа и мојот колега претходно што е работел таа работа, кога ќе пријава за семејно насилство и кога ќе дојдат до труд и социјала многу не се потресуваат, а тука треба само Мавара да расчисти. Потхитно да се притвори насилникот, за да не дојда после до... Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме и со коментарот на Билјана Николовски, која што напиша: според досегашниве закони, дефинитивно насилникот е заштитен за жал, бидејќи познавам доста што трпат семејно насилство, иако се пријавени од жртвата, ништо не се превзема од надлежните за заштита, за жал дури после тоа трпат уште повеќе насилство. Благодарам и вам, госпоѓа Билјана, за коментарот, односно за вашите одговори. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Јас сум пак супругата на Аци. Добро, повелете. Не можев прегеска да се доискажам. Значи сега, у оваа состојба, на мене, трудна жена, кој ќе ми помогне? Не сум вработена, не можам ни да се вработам. Кажете ми сега каде ја да се обратам. Пошто, нели, сите ги слушате, сите ги слушувате, јас сакам и мене да ме слушат. Ве слушаме цело време. Пошто ја што објавувам на Facebook, кај мене тоа директно новинарите ме блокираат. Значи ме блокираат, моите објави не ги објавуваат. Имам едно прашање конкретно до вас. Дали ве осудувате јавноста што реагираше на насилството кој што го виде првично? Не. Значи, јавност како јавност, нормално дека така ќе реагира. А вие кога го видовте насилството на видеото, еве, како реагиравте лично, бидејќи на видеото е вашиот сопруг? Не сум ја на тоа видео. Но го видовте насилството. Нормално дека ќе реагираш. На насилството како реагиравте вие, бидејќи од страна на вашиот сопруг во однос на тоа што го виде целата јавност? Притресена бев, значи. Притресена бев целата и уште се тресам ако ме верувате. Сега кажете ми ја каде да се обратам, под социјално ли да одам. Он печалеше леп, ми носеше дом. Ја немам ништо да се пожалам од мојот сопруг. Дали тоа значи дека од економски причини, практично тоа што сте во блажена состојба, останувате и на некој начин насилството е присутно, но економската зависност ве држи во тој дом? Нема насилство, нема ништо. Нема насилство, нема ништо. Во е сето измислица од мајка ми, за да ме разделе од него. А зошто? Кажете ми дека ја можам да се обратам, кој мене може да ме заштити од мојата лично мајка. Ја имам подкренено пријава против неја. Она не ми звоне, не смее да ми се јави. Она преку други свет сака мене да ме Дали вас лично ве вознемирува уште тоа е времето насилството кое што го видовте од страна на сопругот, дека е кадарен да биде насилен? Врз мене не е бил. Врз мене не можам да кажам дека е бил насилен. Никогаш у живото ме нема чепнано ни допрено, ни да ме удари, ни да ме малтретира, ни психички. Мојата мајка цел живот ме малтретира психички. Значи, јас сум веќе 1 година со него, она од почетокот ме малтретира. Добро. Благодарам многу во интерес на времето, бидејќи ова и веќе некаде крајот на Црвена линија. Благодарам што ова важи и за сите гледачи што еве ја создадовте оваа Црвена линија со секако вашите ставови и одговори. Време е да ги соопштиме и одговорите, односно резултатите од денешната анкета на Црвена линија. А тоа е кого штитат законите. Според Инстаграмџи, одговорот е дека насилникот го штитат законите и тоа, замислете, 93% е резултатот, додека пак законите според Инстаграм следбениците жртвата ја штитат 7% рекле дека ја штитат жртвата. Одиме со реклами и потоа се гледаме повторно во студио.
Почитувани, благодарам и за ова издание на Црвена линија. Верувам дека секој од нас има микрофон. Но ќе тргнам за момент на смевката пред да ја вратам и ќе испратам порака дека и секако и како редакција и како телевизиска куќа треба секогаш да бидеме со очи широко отворени и секако никогаш да не реагираме кога ќе бидеме сведоци на насилство. Како што рече еден од вас гледачите, најчесто за жал низ практиката е кога насилството се повторува, а не се реагира, најчесто има фатални последици. Тука завршуваме со Црвена линија и еве со вратен микрофон ве пренесувам онаму каде што моите соседи ќе се погрижат секако да ви биде пријатно со нашата програма, затоа што секогаш имате одлични гости. Така е, ти Поубаво се слушаш кога имаш микрофон, знаеш? Така е. Ти повеќе сакаш да ме слушаш со микрофон или без? Јас и со микрофон и без микрофон те слушам и морам да те слушам. Ти на фала ти за најавата.